Канал 5, последно издание вести денеска. Пожарот во Кочани ја зеде 61-та жртва. Почина уште еден пациент кој беше на лекување во Литванија. 29-годишниот Александар Глигоровски од Пробишти бил во критична состојба уште од самиот почеток. Во критична состојба се уште двајца пациенти кои се лекуваат во странство, изјави министерот Таравари. Неговата состојба беше тешка од почеток, меѓутоа од 4 април веќе се влошува уште повеќе. Од вчера пациентот беше ставен во хемодиализа и за жал денеска во 11 часот почина. Покојниот Александар имаше повреди 35% изгореници од трет степен, со изгореници исто така во дишните патишта, еден од потешките пациенти кои што не беа. Продолжи судскиот процес за убиството на Вања и Панче. За прв пат пред судот проговори таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, кој тврди дека нема апсолутно никаква поврзаност во случајот. Александар Ѓорчевски, таткото на Вања Ѓорчевска, негираше инволвираност во неизиното киднапирање и убиство. Ни солзи во судница раскажуваше за односот со децата и сопругата, зависностите од дрога што ги имал во младост. Долгови рече дека немал, иако 9 месеци пред киднапирањето на Вања дал отказ од последното работно место. Тврдеше дека обвинетите не ги познавал воопшто. За Љупчо Палевски слушнал кога се зборувало околу објектот Тифани. Немам апсолутно никаква инволвираност со овие луѓе од чии искази забележав дека не чувствуваат ниту вина, ниту покаяние. Забележав дека демонстрираат гнев и разочарување од така наречениот цар. Одново и одново на секое рочиште слушав што му правеле на моето дете. Кој да ја грабне, кој да ја врзе по гепеци во вреки и вршеле психичка тортура, се обидувале да ги замачкаат трагите. Дека ја нема Вања на 27 ноември 2023 разбрал од неговата сопруга Зорица. Ја пребарувале околината и местото каде последен пат нејзиниот мобилен давал сигнал, а потоа пријавиле во полиција. Низ глава, како што речеме, упоминувале повеќе сценарија, дека ја удрил автомобил па ја однесена во болница или дека дилери ја грабнале. Тргнал кон граничниот премин Блаце, но се вратил назад. Потврди дека испратил порака во Вибер група на родителите, но и дека ја избришал и сметал дека полицијата се сомнева во него. Заедно со Гоце Трајковски раскажа како во тие денови дошле до снимките, на кои се гледа Цитроенот кој им оставил сомнеш, а потоа и сознанијата дека му припаѓа на Велешанец, нешто што се обидел да и го укаже на полицијата. Кога бил повикан пак во полиција, разбрал дека неколкумина биле уапсени. Ми се вртеа безброј сценарија дека некој ја удрил со кола и ја однел во болница. Друго беше дека наркомани или дилери ја собрале во кола. Првен со автомобилот сакав да одам кон Блаце. Имаше гужва, па затоа тргнав кон Ѓорче. Потоа во полиција ми викаа дека не си го познавам детето кога ми покажуваа фотографии, а Вања не беше на нив. Едниот началник ме носеше до средно водно. Потоа истиот овде во судница тврдеше дека не сум бил заинтересиран и чудно сум се однесувал. Поред неговиот адвокат, обвинителството нема докази против Александар. Не очекувам дека јавниот обвинител, односно застапникот на обвинението, туку така едноставно ќе се предаде. Јасно му е на јавното обвинителство дека аргументи и докази против Александар нема, реален доказ против Александар не е изведен, така да оставам на совеста на јавното обвинителство понатаму како ќе одлучи, а секако конечната одлука ќе има судот. Следното рочиште е закажано за во петок, кога се очекува Александар Ѓорчевски да одговара на вкрстените прашања на обвинителството. 2 недели откако претходното рочиште беше одложено, судот во Тетово денеска му пресуди казна од 2 години на 44-годишниот Менсур Пајазити, кој на пешачки премин во 2022-та смртно ја прегази 22-годишната Теодора Ристевска. Семејството е очајно и бара правда за Теодора. Судијата Ферати при читањето на пресудата кажа дека оваа затворска казна од 2 години требало да биде поука и пример за сите учесници во сообраќајот. Адвокатката пак на оштетените не гледа логика во тоа ист судија да пресуди 2 различни казни за ист случај.
никаква верба во ова држава. Верувајте. Згаден. Како? Као човек сум згаден. Што да очекувам од ова држава? Кажите ми. Плачем за правда, правда нема. Сметаме дека ценети се олеснителните околности на страна на обвинетиот повеќе пренатежнати се наспроти тоа што е на страната на правдата, а тоа е дека се договлекуваше постапката и тој ниеднаш не го призна делото. Тоа не беше изворно негово. Тоа е напишан текст. И вие самите што бевте присутни, јавноста што беше, не видовме дека нешто самиот си кажа, тој од срце да излезе како каење, жалење. Членовите на СДСМ за работните групи за правосудство и за енергетика, што беа договорени на тетатет средбата меѓу Мицкоски и Филипче, утре ќе бидат доставени до владата. Лидерот на СДСМ Филипче очекува за прв пат меѓу власта и опозицијата да се воспостави искрена соработка на повеќе полиња. Но во меѓувреме не штеди ниту критики. По внатрепартиските избори на СДСМ тој искажа низа забелешки до владината коалиција. Премиерот Мицкоски пак денеска не сакаше да ги коментира критиките. Му посака успех, но останува на ставот дека како партија не се откажуваат од идејата за собраниска анкетна комисија, која што покрај закочани ќе ги опфати и истрагите за несреќите како Ласкарци, модуларната болница во Тетово и Беса Транс. Владата ја стави еднаквоста во образованието како приоритет, порача премиерот Мицкоски вечерва на обраќање по повод Меѓународниот ден на ромите, 8 април, на настан организиран од министерот без ресор Шабан Салију. Нашата визија е ромите да бидат рамноправни граѓани и да живеат достоинствено, изјави Мицкоски. Работиме интензивно на вклучување на ромите во пазарот на трудот преку активни мерки за вработување во соработка со Агенцијата за вработување, специјално насочени кон младите роми и жените, обуки за занаетчиство и дигитални вештини, како и можности за самовработување преку грантови и менторство. Градиме Македонија како држава за сите, за секое дете, секое семејство, секој човек, без разлика на етничка, верска или социјална припадност. Тука е крајот на вестите. Од вечерната понуда на Канал 5 во 23 часот на Кавказ со Иван. Пријатно.